Во Струмица се развива апитуризмот. Направени се комори каде што граѓаните може да користат инхалаторна апитерапија. Од органологистик велат дека ова е само продолжување на претходен проект со цел да се систематизираат сите даватели на услуги во Македонија, кои се особено важни и за пост-ковид третман. Малку се запознаени луѓето во Македонија за искористувањето на таа погодност за лечење на белодробни заболувања, некои психички расстройства, зголемување на имунитетот кај луѓето, а во последно време пак и пост-ковид лечењето, бидејќи и тоа спаѓа во белодробните заболувања, се уште, мислам, дава уште поголеми резултати кај луѓето кои сакаат да побрзо се адаптират на овие промени кои ги направил ковидот кај нив. И видовме дека има потреба од здружување на сите апи комори во Македонија, овие апицентри или кои користат инхалаторна апитерапија, и направивме се обидовме да можеме да ги пронајдеме тие луѓе кои даваат такви услуги. Во почетокот бевме тројца кои ги даваат тие услуги, но еве со разгледување на луѓето и добивање други сознанија, сега веќе вклучивме 9 луѓе од Македонија кои ги дават тие услуги во различни региони. Иако во Македонија апитуризмот е во зародиш, во светот постојат повеќе сознанија и истражувања за користа од дишењето на пчелниот воздух што се создава во окошницата. Со апикоморите е многу корисно и многу полезно за здравјето. Има истражување направено на повеќе институти во светот, каде што е докажано дека долговечноста кај пчеларите се базира токму на тој воздух што излегува од самите пчелни семејства при отварањето за вршење на преглед. Кога пчеларот го отвара горниот капак на пчелното семејство, од внатре излегува тој воздух кој тој несвесно, не сакајќи го вдишува. И тие истражувања го докажуваат точно тоа, дека не само консумацијата на пчелните производи, туку и вдишувањето на тој воздух од самото пчелно семејство, каде што има феромони од матицата, каде што има феромони од самите пчели и испарување од восок, од пчелин отров, од матичен млеч, од сите тие нивни продукти, се ствара една клима внатре, една атмосфера, еден воздух кој при вдишувањето им дава на луѓето поголем имунитет, подобро здравје. Апикоморите ќе бидат повторно во функција на пролет, кога пчелите ќе почнат со поактивно движење. Во комората апитерапија може да примаат 6 лица истовремено. Од органологистик велат дека апитерапијата во никој случај не им штети на приклучените пчелни семејства, а поволна е и за алергичните на полен.